Земјени бардачиња дури од Радовишко Габревци денес се продаваа на Штипскиот пазар. На ден пред задушница господја Радка Манасиева традиционално доаѓа во Штип и ги продава изработките кои денес ретко се наоѓаат. Бардачињата како символ на народната традиција и обичаите поврзани со празниците и оваа година привлекуваат внимание на Штипскиот пазар. Радка и незиното семејство, иако со години ја негуваат оваа традиција, сепак секоја година се среќни да видат како производите од нивните раце го одржуваат духот на празниците, но и ги задоволуваат потребите на локалното население. И покрај модернизацијата и брзиот развој на технологијата, рачно изработените бардачиња и стомни продолжуваат да бидат барани, особено за традиционалните моменти како задушница. Многумина ги користат и во секојдневниот живот, а во летните месеци тие остануваат омилени за чување на студена вода, исто како некогаш. Бардачињата доаѓаат цело Габревци, Радовишко, општина Конча. По која цена ви се движат? 200 динара, 150 и така. Согласно големината ли се цените? Да, не би се требало да се големина. Тоа многу изработка е. Со глина да работиш, многу изработка е. Колку е стар занајато? Многу време. Ние работиме 40 години. Од кој го наследивте? Од дедовци, девери и така. На кој начин се изработуват? Се изработуват рачно, се изработува, машински ништо не работиме. Се рачно работиме. Меѓутоа забележуваме дека има и шарки. Како се изработуват? Шарите се шарат, се цртат со боички се прават и така. Барат ли ги луѓето? Да, сега за Духовден ги барат. Манасиева останува задоволна и оваа година од побарувачката. Земне телевизија рече дека штипјани купуваат, а за цена не прашуваат. И за гробишта некој задолно си пие водичка и така. Да, држа многу подобро е у стомничка да се напиеш водичка, него ли у пластиката да се напие вода човек. Имате и мали, гледаме ти. Да. Па тие се свирчина, тие се за дечка, што свира, да. Тие се свирченци. Тоа е канделче за тамјанче, има букалчина, вазнички имаме. Тоа. Задоволни ли сте од побарувачката? Задоволни сме. Добро е. Инаку покрај поголемите бардачиња, Манасиева продава и мали за да како што вели се радуваат најмалите, бидејќи истите истовремено вадат звук, па неретко се нарекуваат и свирчиња. Се продава и земјени канделци и свеќник за сите верници.